Второ појавување на Мицковски имаме втора манипулација, затоа што тенденцијата треба да биде дека ќе имаме уште помалку министерства за намалување на администрацијата. Сега за товар на буџетот, он ги исполнувал реформите што ги ветил во предизборите. Ова се реформите. Па он вети дека ќе намали администрација, се што ќе се случи. Сега ќе има од Министерство за економија, ќе се издвои енергетика и рударство, тоа е ново министерство, нов министер, нов заменик, нов помошник, нови секретарки, нови возила и нови луѓе кои ќе треба таму да работат. Труд се и оди во економија, Агенција за млади и спорт ќе биде Министерство за спорт. Како се каша Гаши? Африм Гаши. Африм Гаши денеска кажа дека неговата татковина била Косово и тој таму ги следал сите политички настани, економски, социјални, општествени, ги редовно бил вклучен во тие активности. Тој, не знаме, ја прв пат слушнав дека бил роден во Косово, таму живеел, тука е дојденец, и од Качаник е дојден, да, и тука е сега председател на собрание. Супер. Коментар? Што ќе дам коментар? Луѓето се интересираат за се што е албанско. А преговараат во наше име се што е македонско да се даде за да сме оделе напред. И па кога толку многу ги знае приликите у Косово, што не се вратат у Србија и готово да го реши проблемот со Србија и да идат у Европа. У Косово. Да, или заедница на српски општини. Да, и одма така и си одат за Европа. А овде нас ни држат лекции како ние треба да попуштаме, да се откажеме од диаспората, да се откажеме од името на црквата, да се откажеме од црквите во диаспората, само да сме оделе напред. Ама нели ќе беше Мицковски... Како тоа, таму они кај што ќе стават ногата на вратата да не се затвори, нема проблем, тоа треба така да биде, а каде ние треба да знаеш каде е проблемот? Проблемот е што знаат дека ние ќе попуштиме. Ќе најдат некои мицковци, некои тачевци, некои заевци, секогаш ќе најдат некои такви и ќе попуштат. Ама нели Мицковски беше тој што ќе го штити македонскиот национален интерес? Абе тоа додека дојде на власт. Да, дека нема на албанците да им дозволи да се изживуваат со државата, да македонецот да не биде граѓанин од втор ред, дека, не знам, мора да се ставело крај на големо албанските идеи и така натаму, и го тргаш Дуи од власт и Таљо Джафери од председател на собрание и носиш председател на собрание необалист. Необалист кој што вика тетово зашто да не го направи, зашто па Македонија да не биде трета албанска држава. Мене знаеш како ми се чини? Дека овој Африм Гаши политикава низ нос ќе му ја извади на Мицковски. Со памук ќе му ја вати. Еве ќе видите, слушате му зборот. Таљо ќе биде посакуван партнер. Како и да ја свртиме работата, Таљо не е од Качаник. Таљо е од Гостивар. И сега наместо он, пошто овој многу сака да даа изјави и да кажу едно друго, да се зберат, да го сменат, да отиде така, да биде со најкраток стаж. Има мнозинство, он со Максо, так го менува, тај здраво. Дајте друг председател на собрание. Добија завушки и да оди. Тоа нема никогаш да има. Па сега. Многу јакиот патриот, тоа нема никогаш да го направи. Ама ако го направи, ќе добие многу рейтинг. Ако го направи, ајде да видиме, ама според досегашните... Ама ти што мислиш дека Африм Гаши, он го одбрал да биде председател на собрание? А кој го одбрал? Му го одбрале и му го дале. Кој го одбрал? Калето му кажеле, овој ќе ти биде председател на собрание, со овој ќе видиш овие ресори ќе му ги даде. Ништо не е случајно, се што изгледа не е случајно. Крекаш додека си опозиција, после тоа идеш таму, се клањаш и... Тоа барем го научивме од 91 навака. За жал. Имаше 26 минутна изјава денеска Христијан Мицковски во собрание во кој, нели, поднесе закон за тој како се каже, законот за реорганизација на владата. И таму вика
дека за Гаши не збореше ништо. Кај смее да збори? Не сме. Кај смее да збори? Одма ќе биде блеклист. Абе, ќе се збори он за екологија, за такви работи. Да, и за денеска кредит. вика Мицкоски да престанеме да збориме со тоа кои ни биле политички непријатели, непријателства да нема и така натаму и така натаму. А до Тоа вчера требало- он го имаше тој речник. Да, тоа требало да престане, сега сме требали да се сконцентрираме на економијата, на просперитетот, на отварање нови работни места, на инфраструктурата и така натаму и така натаму. Па така он ќе мисли на економијата, а Африм ќе мисли и Гаши на Косово. На Косово, да. Па добро, и може економски ќе се поврземе со Косово. Многу јако. Абе, дали капата му ја скрои дуи на Груевски? Да. Сега истото. Еве, Афримче, ќе видиш како. Што ви викаме? Ќе види, слушате ми го зборот. Политиката низ нос ќе му ја вади. Ајде да видиме изјавата на Афримчо денес, што вика Афримчо за неговата татковина. Dhe duke pasur rënjet nga Kosova, zotri Gashi, çfarë ndjesie keni kur përmendet Kosova? Sa jeni i mishruar me zhvillimet dhe me jetën e kosovarëve? Po, besoni që deri vitin e 90 më ne s'kemi pas asnjë dallim kur vendosën këto kufit administrativ dhe njerëzit apo fëmijët që kanë lind pas vitit 90-91 ndoshta edhe nuk e kanë më rënë ta kenë atë ndjesi, por për mua është, si më thonë, adheu, është vendi i prindërve të mi dhe bashkëndjej me gjithë shka që ndodhë në Kosovë. Dhe më thonë, nuk ka asnjë proces politik, ekonomik, shoqëror që nuk e ndjek atje dhe e ndjek me shumë vëmendje si të jemi aty. Спремен политичар, све знае и на Косово што се случува. Нема толку до Косово. Да. Па и толку ги интересира до Косово. Па толку ги интересира. Интересира. Многу јако, мислам, еден кадар што го одбра, Талјо ваков, Талјо беше Талјо беше Marlboro Light. Marlboro Light за ова, да. Ова е... Бренд. Да, ова е... Како се геше тоа? Качак, вид. А? Качак виткан цигара. Таков тутунев. Кумановска драва. Да, Кумановска драва. Па добро. Интересно. Имаше со жоти паковки. Дедо ми пуши такви чичко. Да. Кумановска драва. Ова со Гаши... Мислиш дека Гаши ќе го води собранието како што треба? Јас си кажав, на Носки му ја водат политиката, на Мицкоски Гаши ќе му ја води. Еве, слушайте го зборот. Зошто би могло? Прво ќе се збори на албански. Што е спротивно на устав. Тоа е спротивно на устав. Све што ќе треба Косово, повише ќе гледа за Косово, него што ќе гледа за Македонија. Така да, ќе видите како ќе биде. Јас мислам и ова изјава дека не е случајно. Да. Апсолутно не е случајно. Па ние имаме у собранието и пратеник од Косово. Сега стана пратеник у нашето собрание. Беше пратеник во Косово, заврши таму со мандатот и го кандидира да биде пратеник у Македонија. И сега е пратеник у Македонското собрание. Од коалицијата Влен. Коалиција која... 2 во 1. Да. Коалиција... 2 во 1, да. Плюс Африм Гаши е неговата татковина е Косово, а он е председател на Македонското собрание. Да. И ние имаме ситуација у која што повторно, пак ќе го повторам ова, во ниеден народен пленум во светот, во ниедно собрание, во ниеден представнички дом на демократијата не се председава на македонски јазик. На албански се председава во 3 држави. Во Албанија, во Косово и сега во Македонија. А на македонски во ниедна друга држава. Ништо страшно. Спротивно е на устав, спротивно е на деловник, спротивно е на закон. Абе, ништо страшно, чеке сега додека да си дојат на власт они после тоа.
Па после Не ме гледај што зборам, гледај што правам. Сега не гледај што правам, гледај што зборам. Да, сега вика тоа треба да заборавиме ние на непријателствата, вика Мицкоски. Тоа да оставиме на страна. Доста биле непријателства, тие што си се огрешиле да си одговараат, ама институциите да си преземат одговорност, да ги бркаат, тие што се огрешиле пред законот, што е добро. Не повикува на политички прогон, ама вика ги охрабрува институциите да си поведат постапки, тие што се огрешиле да си одговараат. Ама па вика да се фокусираме на повеќе на економијата, на не знам и така. Реформатор. Да, повеќе ги нема негови изјави дека државата е албанизирана, дуизирана, не знам каква изирана. Тоа веќе нема. Нема повеќе тоа, го нема повеќе тоа дека он ќе ги апселти од Артан до не знам кој. Се е зафатен со министерството, со пребројување на министерството. Да, ја сакав и на тоа да се осврниме, затоа што... Тука е зафатен, после ќе се сети он на тоа. Денес, колку што знам, имаше 20 министерства, но вкупно ќе има сега идната влада. 20. Ако имала 15, така, колку имаше вкупно? Сега имаше 14, мислам. 14, да. Да. Значи 6 министерства нови. Нели требаше да се 4... намали администрацијата. Па 4 коалиции се гледат. За да ги задоволи. Па тоа сакав малку повеќе, плюс Максо. Мора да има... Плюс социјалистичка треба да ја даде. Колку се тоа? 3, 4... 4, 2, 6 партии. Да. Ако на овие на социјалистички даде едно министерско место, на Максо му даде 2, тоа се 3, и на овие им даде 5, тоа се 8. Што ќе остане за На Максо неофицијално 2 министерства. Па 2 реков. Ја едно слушам. Социјалистичка рече. Да, социјалистичка едно. Социјалистичка да земеш министерство. Секој зима социјалистичка. Да, го зима оној Љупчо Димовски беше. Полјопривреда. Ама нели ќе беше од ВМРО земјоделие? Па добро, не знаеме како ќе бидат распоредени. Дали оној Цветан Трипуновски човекот се утепа трчајки по ниви, по... Не знам дали ќе биде Може полјопривреда, стално земат да. зимко полјопривреда, ама сега немаат нешто инвестиции во полјопривредата. Да. Додека беше тоа, але Злетовица тоаш беше. Види, знаеш што повеќе тука втора појавување на Мицковски имаме втора манипулација на очиглед. Затоа што ако имало претходно помалку министерства, тенденцијата треба да биде дека ќе имаме уште помалку министерства за намалување на администрацијата. Сега за товар на буџетот, за задоволување, тоа беше предизборно. Тие што работеле во тие ги спаја и администрацијата, не ја намалуваат администрацијата. Не, нема намалување. Ова е зголемување, ама ова е на буџетот ако се спојуваат и вработените се спојуваат, само нема да има заменик министер и секретарки ќе има помалку. Заменик, автомобил и секретарка помалку. Ама нема помалку, со ова имаш повеќе, да. Сега има поише. Сега има повеќе. И сега ова го најавува како реформи, тоа е уште пострашно. Па да бе, многу јака реформа. Он ги исполнувал реформите што ги ветил во предизборието. Ова се реформите. Па он ветил предизборието, он вети дека ќе намали администрација, се што ќе се случи. Сега ќе има од Министерство за економија, ќе се издвои енергетика и рударство, тоа е ново министерство. Нов министер, нов заменик, нов помошник, нови секретарки, нови возила и нови луѓе кои што ќе треба таму да работат. Труд се двои оди во економија, Агенција за млади и спорт ќе биде Министерство за спорт. Што имаше таму друго? Пошто министерство да биде. Што имаме резултати? Има за енергетика да нема некој ново. Ја не знам, Србија има министерство, има, ама секоја година некој медал носи. Секоја година. Или е ватарпол, или е ракомет, или е одбојка, или е стрелаштво, или она Шпановиќ во атлетика, или е кошарка, или е... Па нивното резонирање е дека со Министерство за спорт повеќе ќе се афирмирал спортот. Повеќе ќе се дадело внимание на спортот, ќе имале поголем буџет и така натаму и така натаму. Ама исто Агенцијата за спорт, Агенцијата за спорт и млади исто имаше буџет. Во тоа како се вика средното школо, како се вика тоа за спортист? Не, средно, нели има средно училиште за академија за спорт, така ли е? Средна академија. Брицо. Не, има. Не, средна академија за спорт. Ама не знам како се вика. Кој шампион излезе од таму, ме интересира. Сите партиски што беа ги уклебија, таму требаше да влезат најдобрите стручњаци. Па дури предавачи од надвор да се донесат тие деца да
Беше идејата да не се бават со теорија едно друго, да да спортуват, да учат. Све тоа се значука партиски кадри унутра, се уклебија, некои професори стана и ништо. И што дали е Агенција за млади и спорт, дали е министер. И пак оди на... Атлетичарот ќе трча побрзо? Атлетичарот побрзо ќе трча. Добро, ај ќе видиме тоа, да му даеме шанса. Може Министерство за спорт, Борко најверојатно ќе биде, Борко Ристовски најверојатно ќе биде министер за спорт. Ама не е важно кадровски кој ќе биде. Добро се, ама може ајде да видиме, може ќе направат некој резултат. Ја гледам разликата од агенцијата. Па поише буџет, ќе имаат повеќе вработени. Ќе имаат поише буџет, ќе имаат поише вработени, да, поише капацитети да го развиваат спортот. Ќе влезат у Значи повторно вработување, не развивање на државата во друга насока. Не, сега буџетот од акцизи кој што го добиваше владата, не беше распореден, нели имаше 1% од акцизите за спортот. Не беше распореден соодветно. Еве сега ќе имаат поише буџет, валјда ќе прават нешто. Битно е Борко да направи една стаза за тркање, за коли, за мотори, една таква да ни направи. Кога ќе направи, па колку е? Па не мора да ја прави. Не, му кажав. И ја му кажав и Вети. Дека ќе Вети рече ај ќе видиме Кичево да ја правиме. У Кичево има стаза. Да, има стаза у Кичево. Има, ама не. Не е во функција. Тоа сакаш да кажа во казарната. Во касарната. Во касарната, да. Да, таму трки се одржава. Не, се одржава и трки. Добро бе, нека ја направи. Нема да ја направи. Нека ја реновира, нека ја направи. Една стаза да направи, немаме стаза само ние. Добро, ама ни треба спортисти кои ќе победуваат, медали ни треба. Па ние кај сме најуспешни? Ние сме најуспешни ракомет и автомобилизам. Што сме ракомет беше до 5-то место? Како сме па европски шампиони? Не, Вазар беше европски шампион. Ама беше, еднаш. Два пати, да. И го имаме Идже, го имаме Рико. Со пршето, значи имаме шофери. Го имаме Таки, го имаме овој, како се викаше на ПСС? Како се викаше на ПСС? Не. Да, имаме. Им Бузалковски мотор. Треба да учиме од србите. Па, добро е, Министерство за спорт има. Имаат Министерство за спорт затоа што имаат спортисти, имаат резултати. Ама они имаат, ама сега логиката е НБА имаат некоја звезда. Ама овие, како се вика, сега логиката нив им е дека треба да има Министерство за спорт. Или е Стојаковиќ, или е Бодирога, или е Дивац, или е кој тамо. Имаат они ако немаат. Или сега Јокич обавезно некоја звезда имаат они. Обавезно. Па добро. Сега логиката на ВМРО е дека треба да има Министерство за спорт и дека подобро треба да биде организиран спортот во смисла на министерство, институционализиран за да имаме подобри резултати. Што може и се управо. Може треба да пробаме. Нека им биде, ама тоа се приказни за мали. Да. Ништо подобро за спортот ке нема. Ама добро, сега ти се задржа на спортот, имаме и други министерства што ги отвара. Па добро, рударство и енергетика, мислам дека тоа е да се промовира. Вечка, бизнис моделот. Нека се фатат спортските сали што ги направија да ги стоплат. Да не се надпреверуваат и да не тренираат децата у ладни сали. Така е. Знаеш какви повреди има? Нека ги стоплат базените. Охрид и Струга треба светски прваци да вадат. Светски прваци. Значи, Битол обавезно треба да има базен, Тето обавезно треба да има базен, Струга, Охрид. Тамо треба да биде расадник на плювачи. А имат градоначалници тамо, знаат. Треба да ја знаат состојбата како. Спортските сали што ги направија не се топлат.